Топ тема, добро вечер. Идната недела потетате тредбата Пендаровски Макрон во Париз, можеби ќе се знае дел од мозаикот кој засега никој не може да го склопи за тоа какви реформи на методологијата за проширување подготвува Франција. До тогаш останува пораката на францускиот амбасадор во земјава Тимоние. Додека Париз работи на реформи на методологијата, Скопје треба да продолжи со домашните реформи. Во утешителната посета изминативе 2 дена пак председателот на Европскиот парламент Давид Сасоли порача меѓу другото. Западниот Балкан и Европската унија имаат заедничка иднина која треба да ја напишеме заедно. А што во сето тоа меѓувреме пишува македонската политика погледнато низ призмата на работата на Македонското собрание. Наместо залет, застој. Најавените избори како да ги потонаа реформските проекти. Законот за обвинителство е заборавен, медиумските реформи одамна се забаталени, за ревизор нема договор како што нема ниту за контролата на безбедносните служби. Што работат пратениците и конечно прашањето што се повеќе се наметнува деновиве. Зошто партиите бегаат од отворени изборни листи кога е јасно дека промена на изборниот модел нема да има. Ова се прашањата за кои што вечерва разговараме со пратеници од 4 водечки политички партии. Бетијан Китев, пратеник на СДСМ, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Жаклина Пешеска, пратеник на ВМРО ДПМН, добро вечер и за вас. Добро вечер и добре ве најдов. Реджаил Исмаили, пратеник на ДУИ, добре дојдовте. И вечер. Сурија Решити, пратеник на Алијансата за албанците, добре дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Прашање за сите, ако се суди по денешната седница, 11 февруари, денот со кој што се калкулира дека би требало да се распушти собранието, како веќе да стигна. Едноставно немаше кворум по неколку одлагања за почеток на седницата. Се распуштивте пред време, Китев? Не, мислам дека станува збор за една, би рекол, несречна комбинација од најавена седница и од непланирани активности на одредени пратеници, кои што имаа сериозни важни обврски, би рекол, и надвор од собранието во неколку меѓународни организации и од власта и од опозицијата, и тоа всушност донесе, создаде еден вакуум период да не може седницата да продолжи во полн состав. Мислам дека до утре ќе бидат надминати пропустите од денешниот ден и собранието ќе продолжи без проблем. Што ќе ги вратите од пат или? Еден дел веќе се враќаат редовно, а останатите кои што беа спречени да дојдат ќе се појават утре на утрешното продолжение на седницата и на тој начин ќе се комплетираат точките кои што денес ги испуштивме да бидат донесени. Пешеска, пред време се распуштивте, 91 подпишани дека дошле на работа, само 57 присутни во салата. Вие не влеговте, зошто? Убаво најавивте емисијата, наместо залет застој, ова парламентарно мнозинство дефинитивно треба да се ја свати сериозно одговорноста за која што застана на власт. Овие несрекни комбинации очигледно премногу често ги го фаќаат ова парламентарно мнозинство. Не е само денеска дека немаат кворум, наназад долго време не може да остварат кворум на парламентарните седници, па се наметнува прашање дали некогаш се погодува да има пратеници на службени патувања и да се зафатени, но многу пати кога не се на службени патувања не можат да остварат кворум, со што се намалува и нивната легитимност да бидат на власт. Не е и ваша одговорност ако веќе сте се подпишале дека сте тука, значи секако е дека си земете дневница, ќе си земат тие што патуваат од надвор, патни трошоци, се да се појавите или на овој начин ова е некоја нова тактика за да ги тестират? Секако дека е наша одговорност, бидејќи ние сме пратеници без разлика опозиција, но мислам дека парламентарното мнозинство навистина треба да има една поголема ажурност, поголема одговорност. Наспроти нас како опозиција, ние сме биле секогаш конструктивни, секогаш сме разговарале, секогаш сме соработувале, разговаравме за сите закони до сега, учествувавме во работните групи во собранието, преговаравме, даваме конструктивни суштински забелешки, но мислам дека ова парламентарно мнозинство навистина не ја спати сериозно работата уште од самиот почеток, откако се конституираше. Предпоставам дека Китев ќе има реплика, но да ги слушнеме прво Исмаили и Рашиди околу
Печатокот дека собранието пред време се распушти, веројатно веќе низ собраниските кулуари се слуша и тоа дека голем дел од пратениците се незаинтересирани, бидејќи во партиските кои ни се готват и листите, некои нема да се најдат повторно на листите и сето тоа си создава една атмосфера на... Јас мислам дека не е тоа причината за да не бидат присутни пратениците. Должност е на секој пратеник да биде во собранието. Средбата беше, односно седницата беше закажана за 12 часот или 13 часот, 11 часот, бидејќи претходно имавме обраќање на новиот председател на Европската унија, господин Сасоли. На седницата беа присутни 91 пратеник, од кои 57 после се покажа дека се од мнозинството, но како што рекоа и моите колеги предходно, дел од пратениците, негде околу 20 се на службен пат во редовните делегации што ги има собранието на Република Северна Македонија, но тоа е работа. Мислам дека тука како опозиција требаше денеска да ја играат улогата и да бидат присутни, затоа што ние сме мнозинство со 66 пратеници. Значи во тие 6-7. 6 или 7, тука сме. Значи 10 пратеници од мнозинството се на службен пат. Така да, познавајќи ги бројките во собранието, легално е и опозицијата да бойкотира, но сепак требаше да бидат за да овозможат кворум, оти на дневен ред имавме многу важни точки, од кои дел од точките се очекува дел од тоа што е владина програма зацртана за да се реализират дел од реформите што веќе беа најавени, како што е минималната плата и ред други и од социјала, законот за обештетување на социјалните категории, така да мислам дека со тоа и опозицијата, мислам дека со присуството денешно требаше да покаже не само доблест, него и тоа затоа што дел од законите ни се на второ читање и при првото читање се изјаснија дека ги поддржуваат, како што е законот за стечајните категории. Така да сепак е собранието, односно работата е на секој пратеник да биде присутен. Јас ова што треба да го кажеме, најголемиот дел од пратениците беа присутни, но работава е што дел од тие пратеници се во делегациите, така да не беа во можност да бидат присутни. Денешната седница е закажена за утре и, како што рече и колегата Китев, утре во 15 часот ќе продолжиме со седницата, каде најверојатно, јас сум сигурен дека и опозицијата ќе учествува. Господин Арчи? Мислам дека обврска на сите пратеници е да присуствуваат на работата на собранието, но морам да истакнам дека парламентарното мнозинство, односно мнозинството што ја поддржува власта, како што рече колегата, е 67 пратеници. А за неопходно за да почне седницата е 61 пратеник. Јас лично бев присутен денес до некаде 16:30 часот и приметив дека нема присутни ни 30 на пратеници од мнозинството и 50. Мислам дека не е ова прв пат што се случува, имало и други случаеви кога немало потребно мнозинство за да почне седницата или пак случаеви кога немало доволно мнозинство за да се гласат одредени закони, па се презакажала седницата за друг ден. Утре е закажана пак истата седница, ќе видиме дали ќе има доволно присуство првенствено од позицијата, па и од опозицијата. Добро. Моето прашање е каде чувството на совест или одговорност, бидејќи сепак 91 потпишан дека дошле на работа, 57, тоа се сепак некаде проценките се дека граѓаните околу 40.000 евра ги чини една седница. Согласувам, не е спорна констатацијата ваша дека неприсуството на дел од пратениците на денешната седница нема никакво оправдување и мислам дека секој пратеник е свесен кога влегува во собрание и кога му е доверен мандатот од граѓаните дека носи одговорност
и на тој начин мора да ги исполнува обврските. Се разбира, ние не можеме со сила да ги натериме да влезат во салата. Она што беше присутно, ако веќе влегуваме во детали за денешното присуство или неприсуство на пратениците, ќе видите дека на сите комисии кои што беа закажани, опозицијата учествуваше, но одби да влезе во собраниската сала кога почна пленарната седница. Тоа мислам дека е еден некоректен и лош сигнал, особено заради тоа што не станува збор за закони за кои што имаме различно размислување. Да се во прашање некои системски, би рекол, закони кои што се диаметрално спротивни помеѓу гледиштата на власта и на опозицијата, можеа да направат ваков чекор на бојкот, а дополнително, ако видите дека не беа присутни дури ни на тркалезната маса кај што се отвори прашањето за изборниот законник и за зголемената можност за квоти, односно за родова рамноправност при формирањето на пратеничките листи. Но јас се надевам дека и верувам дека и во нивен интерес е овие закони кои што ќе ги стави презатлок на собранието на утрешната седница, односно кое што ќе биде продолжение на денешното незавршување, исто така е и од нивен интерес да учествуваат и да кажат дека биле дел од носењето на тие одлуки. Доблесно е да се признае кога нешто е во ред, но мислам дека треба да бидеме искрени према сами себе и да кажеме дека откако ова парламентарно мнозинство во собранието, навистина влада е еден хаос во собранието. Па така во петокот имавме закажани, можете слободно да преброите на веб сајтот на собранието, дека имавме закажани околу 13 настани, што комисии, што расправи, седница имавме, при тоа имавме плюс активности, обуки надвор од собранието, 13 настани, комисии и седници во еден ден. Невозможно е затоа што се преклопуваат термини, се намалува ефективноста на пратениците, не можеме да стигнеме во исто време на 2-3 комисии или на комисија и седница, а пракса е на ова парламентарно мнозинство да се направи таков хаос. Се мислам дека не научија да одредат приоритети. За реформи нема Р од реформи, затоа што се насочија, мислам дека во нивното владење кон само еден процес и се друго заостана. И после 2,5 години како се на централна власт, никако да го научат тоа да го практикуваат. Сега ова ќе биде нова тактика на ВМРО да го тестира парламентарното мнозинство со кворумот, или ова денеска беше не се работи за тактика, инцидент. Дефинитивно, како што кажав, одговорноста најголема е на парламентарното мнозинство, не дека ние се изземаме од одговорноста и ние имаме гласачи позади нас за кои што треба да одговориме, но односот на позицијата спрема опозицијата не бил коректен цело време, не дека ние наплатуваме заради тоа па не влегуваме на седница. Навистина денеска имаше ангажмани. Се надевам дека во иднина ќе се поправи тоа, но мислам дека парламентарното мнозинство дефинитивно треба да проба барем да го среди хаосот што го предизвикува во собранието, зашто навистина граѓаните добиваат впечаток дека ништо не работиме, а работиме многу, и дека не се во предност нивните барања и нивните потреби. Се што работи собранието е резултат на потребите на граѓаните. Ништо од овие закони кои што ги носиме, да кажам, не може да речеме дека не е од интерес на граѓаните. Минималната плата, Академијата за суди и јавни обвинители, законот за лобирање, овие сите серија на законски одредби кои што сега влегува преку првото читање на одредени комисии, се е тоа, би рекол, интерес директен на граѓаните и треба сите да имаат малку поголемо чувство кога станува збор за сензитивни закони кои што ќе го подобрат на долг рок животот на граѓаните. Кога има раст на минималната плата и кога е тоа предлог на владата, треба да разбере ВМРО ДПМН дека нема потреба тогаш да бојкотира. Може тоа да го направи на сите други можности, бидејќи нивните партеници собранието не ги спречило да учествуваат во меѓународните организации каде што одат. Не сакам да ги именувам поединечно, но сами кажавте, од 91 подпишан, 57 беа присутни, од кои што еден добар дел се надвор од државата. Јас се надевам, бидејќи координаторите на пратеничките групи се сите во редовна комуникација со презатлок на собранието, дека оваа ситуација веќе утре ќе биде поправена во интерес на граѓаните. Не, дилемата е генерално што ќе се случува, бидејќи се наоѓаме во една специфична ситуација, уште неколку месеци пред самораспуштањето на собранието, доколку најавените рокови се почитуваат, и она што јавноста го очекуваше е засилен фокус на она што во вакви околности веројатно треба
да има приоритет, а тоа се голем дел на реформски проекти, меѓутоа наместо тој очекуван залет гледаме застој. Она што е специфично, 8 институции оставивте без раководни лица. Комисија за заштита на право за слободен пристап до информации, Агенција за информација од јавен карактер, Комисија за недискриминација, Дирекција за заштита на лични патувања, АВМО, МТВ реформите заборавени, Сдружение или група за граѓанска контрола на полицијата и судството и најкритичната институција Државен завод за ревизија. И тие не се ни од вчера, ни од завчера, туку стојат во фиоки, односно се на маса за меѓупартиско преговарање со месеци. Така е. И сега ја доведовте една од клучните контролни институции, Државниот завод за ревизија, под целосна блокада. Прво треба да навлеземе во суштината на проблемот, ако сакаме и за граѓаните и за сите оние кои што ја следат вашата ценета емисија, да го дадеме правиот одговор. Прво, еден долг временски период Комисијата за избори и именувања не се свикуваше. Значи немаше иницијатива, а комисијата ја води кадар на ВМРО-ДПМН. И тука нема никакво оправдување зошто е тоа така. Вториот клучен момент е што во меѓувреме настана нова политичка ситуација. Членот на комисијата кој што доаѓаше од редовите на друга политичка партија поднесе оставка и одеднаш се смени распоредот на силите внатре во комисијата. Во моментот, колку што сум информиран, се уште не се подготвени политичките партии кои што партиципираат во таа комисија да дојдат до компромис за да овие прашања да бидат расчистени и да бидат решени. Се разбира, за тоа најмногу трпат и граѓаните, најмногу трпат и комисиите кои што се оставени без луѓе кои што треба да ги водат. Исклучително значени се овие комисии, но мислам дека на крајот сепак ќе преовладее разумот и во овој нареден период кој што следува ќе се дојде до посакуваниот компромис. Ма кој нареден период не се во прашање месец, 2 или 3, 8 месеци се во прашање. 8 месеци да не може да се избере директор на Државен завод за ревизија. Станува збор за една институција која што треба да биде самостојна, независна. Што тоа ве прашувам сите, што тоа калкулирате и што тоа преговарате меѓу себе кога имате на маса јасни критериуми, конкурс и начин на избор. Бидејќи ако изборот на новите членови на антикорупцијската комисија покажа дека е можно да се најде некаков начин на избор на професионални кадри во кои што сите ќе имаат доверба, сето ова што сите го правите со меѓусебните пазарење и договарање околу сите овие кадри и понатаму покажува дека кај сите постои тенденција за политизација на тамошна на овие институции. Еве сега од господинот Исмаил. Па точно се бројките или распоредот на силите во комисијата за избори и именување се такви за да некои проблеми не можат да се надминат или отприлике би рекол дека нема став околу сите политички партии. Ние во последната седница на Комисијата за избори и именување дадовме еден предлог за избор на државен ревизор, главен државен ревизор, кој е поранешен заменик главен државен ревизор и доаѓа од професионалната сфера, би рекол, бидејќи се најде меѓу листата на тие што кандидирале и нашиот предлог беше да продолжи институцијата со професионалниот ангажман што го имаше предходниот заменик директор, но за жал не беше прифатен нити од позицијата. После 8 месеци преговарање, вие не успевате да се договорите со вашиот коалициски партнер, а членовите од опозицијата нормално не гласа, си остана, ајде ќе кажам народски, да си го гледаат сеирот на вашето несогласување, беа целосно повлечени. Со односот на силите, 12 пратеници, 6:6, едните повлечени, воздржани, вие меѓу себе скарани, едноставно нема кворум, но не е проблемот самата таа седница. Ве имавте со месеци наназад време да усогласите некаков предлог. Не бевме скарани, него излезе и предлог од СДС
ние мислевме дека предлогот ние што го дадовме, односно што од тие сите конкурира, мислевме дека е најдоброто решение што можеме да му го понудиме на државната ревизија и затоа ние застанавме цврсто зад кандидатот кој беше поранешен заменик директор. Но и во СДС имат своји кандидати, односно своје мислење во врска со ова. Јас се надевам дека во иднина би требало да се реши што побрзо ова прашање, затоа што ова институција стварно мислам, интересна институција, една од главните институции кои прави извештај за ревизијата во сите институции на државата и ние се надеваме дека ќе се понуди некое добро решение. На прв ред ние сме за професионално решение, затоа уште еднаш повторувам дека не би требало, затоа што го истакнавте случајот со Државната комисија за спречување на корупција, стварно дојдаа професионалци, ние заради професионалноста кажуваме дека треба на овие клучни места да седат професионалци. Таму се знаеше, си имаше принципи, си имаше табела, толку поени за ова, толку поени за ова. Сега ова после 8 месеци повторно да се нема согласност, единствено упатува на политичко пазарење и политизација на институцијата, бидејќи како коалицијски партнери има возможноста да се гледаат се. Вие се скаравте на самата седница после 8 месеци преговарање. Не беше противречено мислење, да речеме, на еден пратеник, да кажам, од мнозинството, кој знам, можеби заради лични мотиви излезе со друг предлог. Моите информации зборуваат дека пред да почне седницата беше скоро не само од позицијата, него и од опозицијата има позитивни мислење за кандидатот што ние го предлагавме, затоа што тој човек не беше непознат. Беше познат човек кој беше заменик директор на Државната ревизија и успешно во еден период додека немаше Државниот завод директор, он беше како вршител на должноста, така да во последен момент не знаеме зошто СДС не ја поддржуваше тој нашиот предлог. Зошто се премислите? Па не би рекол дека станува збор за премислување, колку што мислам дека веројатно беше потребно дополнително време да се усогласа ставовите помеѓу СДСМ и ДОИ. И мислам дека нема никакво оправдување во исто време, иако ниту предлогот сум го дал јас, ниту пак учествувам во договарањето на тоа кој ќе биде носител на позициите во Државниот завод за ревизија. Блокирате клучна институција. Да, не. Тоа што ви е жал, за јавноста не значи ништо. Знам дека не значи ништо, но исто така треба да имате во предвид дека не сум јас носител на процесот кој што блокира. Јас можам да укажам и да ги повикам колегите да го вклучат разумот наместо и наетењето, кој што на крајот треба да го даде конечниот резултат, а тоа треба да биде избор на прв човек на Државниот завод за ревизија. Повеќе од тоа и не можам да кажам, заради тоа што на некој начин ниту сум овластен, ниту пак јас ги носам кадровските одлуки во СДСМ. Се разбира, освен тоа што можам да го повикам и колегата од ДУИ, но и опозицијата, на една, би рекол, целосна инклузивност во овој процес, бидејќи неоправдано е изоставувањето во носењето на конечно кадровско решение на оваа позиција, која што е исклучително важна и за изборите кои што престојат. Пешевска паречи. Додека не почнете да бидете самокритични, искрени првен према самите себе, потоа и према граѓаните, вечерва од дебатава можеме да сватиме искрено дека нивното разногласие, а бевме сведоци на разногласие по многу клучни закони помеѓу СДСМ и ДУИ, и нивната нестабилна коалиција и нивните препукувања, да речам, за партиски придобивки да ги имате при назначување на луѓе на позиција, трпат за сето тоа граѓаните. Наспроти нас, кои што секогаш сме ги слушале барањата на граѓаните, и мора да си признаете дека сме биле многу пати конструктивни и повеќе од што треба, затоа што сме присуствувале, сме правеле кворум на комисии, кога не сте имале вие пратеници,
Тоа доказ беше сега, брзо се носеше дека и го поддржавме законот за обештетување на стечајците, една категорија која што се створи во време на владење на СДСМ, околу 200.000 граѓани, и тоа, да речам, повторно го поддржавме, иако сметам дека е популистичко законско решение, затоа што во една етапа обештетивте стечајци во 2017 пред локални избори, сега обештетувате повторно една. Да се задржиме на ова околу ревизијата, бидејќи е специфично. Ревизорот е контролор на извршната власт. Немаше ли не најде ли ВМРО ДПМН интерес било кој од овие кандидати да биде избран и таа институција да продолжи да функционира наместо тактиката која што ја одбравте? Вашите 6 представници буквално стоја на страна и ја гледа кавгата меѓу СДСМ и ДУИ. Еден да излезеше, еве за јавноста, бидејќи присуствуваат 12 члена, комисијата одлучува со мнозинство, еден да излезеше надвор, ќе се создадеше мнозинство. Каде е тука и интересот баш? Нивната кавга е апсолутно несватлива, но каде е и вашата одговорност како на Токму така, сметам дека треба да се надминат тие пречки во иднина, но сепак да сме во контекст на партиските, не на партиски ставови, него треба сепак да си држиме до себе, но сепак треба да се надминеме за вака клучни институции, да се надминат проблемите и да се реши. Јас се надевам дека во најкратко можно време дека ќе се реши. Не смееме да дозволиме 8 месеци да се остане без ревизор, како што се остави 3 месеци без антикорупцијска комисија и така натаму. Се надевам дека брзо ќе се надминат разлики. Решили? Добро, јас мислам дека не е проблемот до самата комисија за избори и именување, него е проблемот до една наметната логика на договори, преговори, пазарење на трите политички партии кои имат поголем број на пратеници во собранието. Не велам најголемите партии, пошто големината ќе се докаже на 12 април, но партиите кои имат моментално најголем број на пратеници во собранието. Ситуација се мерите, да. И се гледаше и во ова седница за избор на државен ревизор, и мене не ми е јасно се уште зашто партнерите на коалицијата на власта не излегаа со заеднички кандидати. Не знам која беше целта на ДУИ да предлага кандидат, кој кандидат на таа седница ќе добие само еден глас. После, колку што сум информиран, пошто немаме член во таа комисија, за вториот предлог, мислам, кандидатот на ДУИ, односно членот на ДУИ во таа комисија не гласал за кандидатот што беше предложен. И се поставува прашањето што му треба сега на ДУИ да има свој ревизор во овој државен завод за ревизија. Ако е целта суштински ова институција да ја врши функцијата за што е наменета, тоа е друга работа, но мислам дека тука ипак се кријат некои други мотиви. Партиите сакат преку нивниот предлог и избор во таа државна мислам завод за ревизија да влијаат врз начинот на работата на таа институција. Точно ли е дека, бидејќи вие на почетокот бевте во оваа власт, ја поддржувавте оваа власт, точно ли е дека имало своевремено некаква, ќе ви дадам после реплика, некаква поделба по ова место требало да биде на Алијансата? Сега, бидејќи тоа требало да биде на Алијансата, господине Исмаили, ДУИ смета наводно дека таа треба да го предложи кандидатот, а не да го предложи СДСМ, и што повторно ја враќа работата на тоа дека далеко вие на сите помислате од избор на колку и да се кандидатите што ги предлагате стручни и професионални и од самата фела, со начинот на кој што се однесувате, фрлате дамка врз нивната идна работа, дури и да ги изберете. Точно е една работа, дека кандидатот што го поддржуваше ДУИ, затоа што сите тие собранието имаше конкурс. На конкурс еден од тие и сегашниот
односно предходниот заменик директор. И ние застанавме, познавајќи ги квалитетите на поранешниот заменик директор. Иначе немаме ни една скриена агенда. Ние се изјаснивме што има за функционерите на ДУИ, све да се обеледени, да ништо нема скриено. Заради една од најголемите причини што ние инсистираме поранешниот заменик директор да биде пак директор на затоа што он професионално во цел мандат свој се искажал како добар професионалец. Да ги разјасниме работите. Државниот завод за ревизија не е правосуден систем, не е суд, не е обвинителство. Он укажува на работењето на сите институции каде прави ревизија. Дури тие извештаи ние како пратеници ги разгледуваме во собрание. Значи да ги разјасниме, немаме ни една скриена агенда дали да биде на ДУИ, него видовме дека за кандидатот стои квалитет, додека он беше во тој период што беше прв човек, успеал Државниот завод за ревизија да ја зачлени во сите европски институции, дури и светски институции што се занимаваат со ревизијата. Ние застанавме за еден професионалец. Случајно тој се вика Насер Адеми, сега, но професионализмот кај нас доаѓа на прв ред. Тоа што дали ДУИ преку тој има скриена агенда, апсолутно не. Затоа што лидерот Ахмети се изјасни. Све што имате за функционерите на ДУИ, нека се обеледенат. Да, но сите нема, вие ги почнавте веќе овие предизборни собери, митинзи, сите сте во прескампања и кај сите тоа што го слушаме се Европа, европски вредности, стандарди, ова она. Од мај месец 8 клучни институции, 8 месеци ги оставивте обезглавени. Случајно во мај месец ги почнавме внатре партиски избори. Значи, во текот имаме внатре партиски избори и ќе го имаме конгресот сега во почеток на декември. Тоа е друга тема. Така да, апсолутно, уште еднаш ќе повтараме. Ние стоиме зад професионалци. Било од каде да се предлозите. Но се најде господинот Насер Адеми, ние познавајќи го неговиот квалитет, за тоа застанавме за таа кандидатура. Прашањето е малку пошироко, да. Значи, станува збор за 8 клучни институции, регулаторни тела, независни комисии, кажете ги како сакате, кои што се клучни во функционирањето на еден систем и тие клучни институции се повеќе од 8 месеци изгубени во меѓупартиски пазари. Состојбата не е во Комисијата за избори и именувања, таква не е состојбата. Најголемиот дел од пратениците што се таму од 15, најголемиот дел се од опозицијата. Значи има член БЕСА, има член ДУИ и останатите се од ВМРО и од СДС. Така да јас господинот Сирија Рашити рече дека представник од Алијансата за албанците нема во таа комисија. Но не го разбираме потекот на членот на БЕСА кој гласаше за кандидатот што го предложи СДС. Така е сплетот во Комисијата за изборите и именувањето, најголемиот дел, за жал, најголемиот дел од или мнозинството во таа комисија и ја води опозицијата и ја има опозицијата. Така за Не, јас сакам да се вклучам во тој дел што колегата го спомна, не еднаш го кажала јавно тоа, дека господинот Ахмети наводно изјавил дека се што има против... Не наводно, изјавил дека се што има против ДУИ да се открие. Не, изјавили тоа многу јасно. Мислам дека тоа е чиста хипокризија, да се разбереме. Аме за вас е тоа. Затоа што денски се залагате, преку ноќ спречувате. Јас ќе направам едно надоврзување со ова, за да го дообјаснам, кога беше случајот Рекет. Тоа знаете дека доста имиња излегува на јавност, кои се можно поврзани со случајов. Функционери на СДСМ, функционери на владата... Поентата да не ја шириме многу дебатата, тоа што имаме да објаснам, тогаш ми се чини дека излезе председател со еден предлог. Се работи за председател на државата и човек компетентен професионално во струка и рече за секој кој има било што или секој име што се спомнува како може да е имплициран во оваа афера, доброволно да се
пријави пред обвинителството и да ја докаже, да даде исказ. И мислам, има доста функционери од ДУИ, што за кои постои основано сомнение дека се имплицирани во криминал и корупција, по ова логика никој не им спречи доброволно да се појавуваат пред обвинителство и да дадат исказ. Мислам дека невиноста на луѓето, јас Не, добро, борете тоа што го зборите, но сега имаме сепак конкретен пример, да не ја почнуваме шампањата пред време и во оваа не се покажува преку кратка контрареплика, па да се вратиме. Ние сме единствената партија што излеговме со предлог за ветинг за сите функционери. Дали се партиски, дали се функционери. Значи, ние сме единствената партија што излеговме со ветинг за сите, за пратеници, за министри, за заменици, за функционери. Каде се другите политички партии што не излегува? Она што ние како хроничари на собранието го забележуваме е тоа дека за 45 минути успеавте да се договорите за поголем буџет за партиите, за граѓаните да ви ги финансираат кампањите, но еве, за кога се во прашање пари, привилегии, нема никакви разлики, но 8 месеци клучни институции оставени без луѓе. Дали ќе го завршите мандатот и ќе ги оставите овие институции обезглавени? За да го затвориме овој круг и да преминеме. Прашањето е до сите, бидејќи сметам дека сите имате одговорност. Многу накратко се разбира, се согласувам дека сите имаме одговорност. Председателот на собранието во неколку наврати ги повика политичките партии да излезат од овој ќорсокак и конечно да се затвори прашањето така како што е редот. Само се надевам дека ќе го послушат председателот на собранието и дека во тој контекст ќе се изнајде најповолно кадровско решение кој што ќе може да биде начело на институцијата и да почне да... Не ве прашувам само за едно, ве прашувам за сите. Останатите не се спорни. Останатите не се спорни. Па не ги гласам заради тоа што првично не закажуваше комисија, првиот човек на комисијата, а во меѓувреме се случи ситуација да биде резултатот нерешено во комисијата. Пешеска. Прво да одговорам на колегата Риджел. Они први предложија ветинг процес да се спроведе на сите функционери и политичари. Нашата партија излезе со предлог дека и тоа ќе се оствари кога ќе дојде на власт, да се спроведе еден ветинг процес за екстремно богатење на политичарите. Не траеше баш 45 минути договарањето околу финансирањето на политичките партии, подолго траеа преговорите и мислам дека сите партии дефинитивно треба да се смогнат сили. Мислам дека и во предизборието е добро за политички поени, пошто веќе ние како да сме нонстоп во кампања. И имате право дека веќе сме во овој период веќе како влезени во кампања, иако јас имам чувство дека последниве 5 години сме нонстоп во кампања, започнувајќи од 2016 секоја година имаме по некој избор, да парламентарни, па локални, па референдум, па председателски, сега предвремени парламентарни. И мислам дека е добро сите партии да смогнат сили да се договорат околу овие да седнат и да се договорат околу овие клучни институции и позиции. Уште едно од клучните прашања кои што се поставуваше. Те е услов, те не е услов и е предмет на меѓупартиски договарања е законот за јавното обвинителство. Денеска слушнавме дека една институција е практично оставена обезглавена со 89 вработени кои што не знаат што со себе. Во прашање доведена и судбината на многу материјали кои што постојат во специјалното обвинителство, но како некако да го заборавивте законот за јавно обвинителство. Фокусот во изминатиот период беше ставен на случувањата врзани со датумот за почеток на преговори и со Европскиот совет. Се разбира, во меѓувреме интензивно преговара представниците на сите политички партии околу носење на евентуално унисоно решение кое што ќе биде на крајот консензуално гласано во македонското собрание, но за жал заради противењето на ВМРО ДПМН се уште не можеме да дојдеме до тоа да кажеме дека сме дошле до консензус за ова прашање и всушност сите представници не само од парламентот, односно сите политички партии, но и меѓународни представници кои што реално имаат влијание во политичкиот процес, прстот го вперуваат во ВМРО ДПМН. Јас се надевам дека ќе смогни сили партијата да
конечно заземе јасен став по однос на ова прашање и да влеземе во процес на заокружување на ова важно прашање кое што не беше услов и кое што и сега не е услов, но заради доброто функционирање на правосудството, добро е да биде донесен и овој вакуум простор после настаните со специјалното јавно обвинителство. Сега во овој нов мозаик кој што го најавува Франција, индиректно и Холандија, некако повторно се враќа акцентот на законот за јавно обвинителство. Пешеска. Што е клучното разидување за сето ова да се стави под буквално под тепих, барем за јавноста, бидејќи немаме повеќе информации дека јавно работните групи сметам прво не е точно ова што го кажува колегата Китевс, кога би анализирале динамиката на преговори кои што ја зацртуваат и двете страни, но мислам дека нема некој голем интерес да се дојде до конечно решение за законот за јавно обвинителство од страна на владеачкото мнозинство, од страна на СДСМ. За жал, тие се контрадикторни и даваат едни ветувања пред изборите за потоа да ретерираат. Па така има ветување дека во втората година од вашето владење ќе дозволите избор на јавен обвинител на предлог на опозицијата. Сега ретерирате од тоа и вие велите дека на тој начин бараме да изнајдеме начин за амнестија за настаните од 27 април, што не е точно. Ја можам да кажам дека тој е најголемиот камен на сопнување, баш затоа што вие ретерирате. Дури мислам дека ви одговара. Од една страна би добиле и би ја покажале демократијата во вашето постоење како партија, со тоа што би дозволиле да се избере јавен обвинител на предлог на опозицијата, но мислам дека од друга страна стравувате затоа што ви се појавија процеси кои што вие не ги планиравте претходно, како што беше рекет 1, рекет 2, и за жал СЈО, специјалното јавно обвинителство, не го оправда создавањето нејзино, не ги оствари очекувањата на граѓаните и наместо синоним за правда, стана синоним за мито и корупција. И вие тука влеговте во една летаргија за ова законско решение, затоа што се засегнати најверојатно и функционери од мнозинството парламентарно. Кратко јасно за гледачите да имат можност да проценат кој е во право, а кој не ја говори вистината. Дали ВМРО ДПМН е бара да прекинат сите процеси кои што ги почна специјалното јавно обвинителство? Не. Апсолутно да. Не. И тоа е главната пречка зошто немаме консензус. Не е точно, затоа што сакате да прекине се и да се стави пепел на таа работа. Не. Тоа е тоа. Мора да сте искрени да кажете што вие сакате. Што вие сакате? Ние сме за фузирање на специјалното јавно обвинителство во јавното обвинителство и да биде обвинителство за гонење на криминал и висока корупција. Добро. И ние немаме проблем со тоа. Вие имате проблем со персонифицирање на обвинителката Катица Јанева, затоа што персонификација на одредена институција е недозволиво, колега. Зашто? Немаме никаков проблем. И за сите обвинители што се со незе. Зошто? Затоа што според законот за специјалното јавно обвинителство не можете вие да ги префрлите сите јавни обвинители во специјалното јавно обвинителство во државното јавно обвинителство, затоа што се коси со законот за специјалното јавно обвинителство. Зошто? Дозволете да се доискажам, ќе ве молам бидете парламентарен. Затоа што според законот за специјалното јавно обвинителство, кога завршува мандатот на специјалната јавна обвинителка, завршуваат мандатите и на другите обвинители во тоа обвинителство и си се враќаат, бидејќи имаат решенија за мирување на работните места во нивните матични обвинителства, си се враќаат на нивните матични обвинителства. Сега вие се залагате повторно за персонификација на јавен обвинител, за обвинителка за која што имаме низа забелешки и оправдано е зашто имаме низа забелешки. За да ги вклучиме и оправдано е зашто имаме низа забелешки. Никако не сме за прекинување на предметите. Многу пати сме кажала нашата партија и нашиот лидер исто кажал дека сме за продолжување на сите предмети во оваа фаза како што се, но не со персонификација повторно. Значи, вие не можете да се одвоите од Катица Јанева, сега се закачувате за друга. Многу накратко не се закачуваме воопшто. Со Катица Јанева сме расчистиле, вие гласавте за Катица Јанева во собрание.
Едногласно, Токму така, и вие гласовте за Катица Сега вие Јанева. видите, ние сме за Тоа е фузирање. решение за политичка Вие криза, сте, значи, за ако фузирање решение на со специјалното со јавното, со така ли? консензус донесено вакво, но наместо Окей. синоним за правда и Така. праведност, што Така стана? е. Ги Стана нешто излагавте што на- никој не очекуваше за дека жал, ќе стане. да. Но кажете ми, вие сте за фузирање Но- на основното со јавното, на специјалното со обвинителство за гонење на висока Претходно корупција. зборувавте дека ние сме Што против ќе тоа, а правиме ние со имаме јасен предметите став. од СЈАО? Тоа е прашањето за Предметите ВМРО да помага. продолжат. Секој Па, што ако е се да огрешил продолжат, пред тогаш да законот, огласаме законот секој во што се собранието. огрешил пред законот мора да одговара и треба да одговара и ние токму тоа го политичарите и чекав. функционерите Окей. мора да сме пример за тоа, тргнувајќи од нас, но не на овој начин како вие што велите. Повторно персонифицирате Значи, институцијата. имаме Рашиди консензус, Исмаили. господин Христов може да огласаме законот во собрание. Ова е веќе промена Добро, во јас ставот на морам ВМРО. да Па, кажам. господин Рачиди и Исмаили, зошто го оставивте целиот овој процес само во рацете на преговори меѓу ВМРО и СДС? Јас не знам зашто ја презеде ова одговорност само ВМРО и СДСМ да преговарат за тој закон. Ние сме најконзистентни, би рекол, во однос на законот за јавно обвинителство и мислам дека ако навистина постоеше суштинска желба кај сите чинители во собранието, сите политички партии што имат пратеници да се усвои еден закон, преку кој закон безкомпромисно ќе се бориме против криминалот и корупцијата, ние ќе имавме закон одамна. Самиот факт дека се одолговлекува донесењето на овој закон, се работи за преговарање и пазарање на политичките партии, како што реков во почетокот. Ние имаме предлози, имаме амандмани, се со цел усовршување на овој закон, каде што е главната суштина наша, според нашите предлози, е да се зачува специјалното јавно обвинителство за намените и целите што беше, мислам, формирано. Се работеше за јавно обвинителство која требаше да ја врати довербата кај граѓаните, довербата на правниот систем и правото во државата. За жал морам да констатирам дека тоа јавно обвинителство, без разлика на оно што се случи последно, што беше само по себе скандалозно, но и пред кога стана алатка во рацете на премиерот. Алатка преку која ги оценуваше одреден број на пратеници за глас во собранието, без разлика колку беше неопходна таа поддршка во собранието. Второ, алатка преку која вршеше притисок на една политичка партија, тоа се гледаше во собранието. И трето, алатка преку која се добиваше слепата доверба и наклонност на една албанска политичка партија во собранието. Има еден историјат овој закон. Да се подсетиме дека имаше предлог кон Имаме крајот толку на време мај за месечини, историјат, имаме сега една И ситуација во која што имаме институција која со 89 вработени, која што формално правно по закон ќе постои до 15 септември 2020 година, но е практично обезглавена. Тоа е проблемот. Ќе се навратам во постапката во собранието. Пошто во вториот предлог, кој за разлика од првиот предлог, А што го постапката подел- во собранието ја Да. заборавивте сите, Да, еве и вас да, да ве земеме, таму пишува 4 најголеми партии, еве со тројца пратеници. Не, А, постапката почна во собранието, но има деловник како се работи во собранието. Постапката почна во комисијата за европски прашања. Први за мене е неразбирливо зашто таа комисија да се назначи за матична комисија, но така одлучува председателот на собранието кога го носи законот кај една комисија која се предлага да биде матична комисија. Ама проблемот е што сега, трите дена стана таа 300. постапка почна со разгледување на амандмани. Први за нас е неразбирливо зашто еден таков обемен закон кој е многу важен, да се предлага со брза постапка. Предлагавме амандмани до пред почнување на собранието и наспроти досегашната практика на работата на собраниските тела, на таа седница се разгледа само амандмани кои беа согласени меѓу трите политички партии, ВМРО, СДСМ и ДУИ. Тие поминаа и за другото се кажа дека председателот на таа комисија ќе Да, свика се стопираше. продолжение Јас на прашувам имате ли предлог за Мислиме решение дека- сега? Мислиме дека требаше да продолжи комисијата, да ги разгледа амандманите поред,
како што се доставуваат или по членовите како што се доставуваат. Од тогаш изгледа сепак се во игра калкулациите и политичките игри на овие партии, а нашиот став е дека сме го кажале јавно. Овој состав на собранието нема морален кредибилитет да носи еден таков закон. Пошто тоа е човечки инстинкт. Ако пратеник, судбината на еден пратеник, дали ќе одговара пред судовите или ќе биде на слобода, зависи од таков закон, инстинкт е тој да направи све таков закон да не се гласа во собранието. Но за жал во овој состав ние имаме и пратеници такви, имаме и партии кои имаат полно членови во нивните редови за кои има основно сомнение дека се имплицирани во криминал и корупција. Многу накратко, ако ми дозволиш, Реджо, потоа ќе продолжиме. Сакам ова да го расчистиме што колегата Сурија го кажа. Всушност не е точно, колега, дека премиерот било кого уценува. И тоа веднаш ќе ве демонтирам со тоа, бидејќи вие бевте дел од оваа влада. Вашето учество и поддршката за премиерот Зоран Заев сигурно не била резултат на уцена. Туку било резултат на политичко гледање на нештата, дека треба да дојде до промена, која што ќе донесе нешто добро на државата. Добро, кажете ми зашто не бевме после тоа дел од влада, после локалните избори? После локалните избори вие ги кажете вашите ставови, со кои што се спротивставивте со владините политики околу ситуацијата која што се случи во Гостивар и во Тетово. Само тоа е причината. Која ситуација? Најдовте политички каприц за губењето, односно за губењето на локалните Ве молам да се задржиме на темата. Алијансата внатре беше и даваше сосема друга димензија на власта. Да се задржиме на темата, сепак ве молам. Господин Исмаили, впечаток е дека останавте некако настрана од сите овие договори и бидејќи мораме да одиме на реклами, во овој дел дали е точно дека НАМАСа има предлог околу судбината на вработените во СЕО со кој што на надлежностите преку измени и дополнувања на Законот за јавна обвинителска служба? И овој закон, како што се и другите закони, беа дел од реформската агенда. И се уште е. Јас бев председател на таа комисија за реформските закони. Негде од јуни 2017 до мај 2019 беа наред 19 закони од правосудството, полицијата, обвинителството, што влегува во таа група, вклучувајќи и неколку други закони поврзани со овие, негде околу 45 закони. Единствен закон што стана е законот за јавното обвинителство, кој, да се подсетиме, 2015 со посредство на меѓународната заедница ние консенсуално го донесовме. Немаме многу време навистина за историјата. Спорни решенија нема, колку што имам јас информации, единствено спорно решение го кажа и колешката од опозицијата, значи изборот на главниот, односно шефот на обвинителството за организиран криминал и висока корупција. Мислам дека единствена пречка е тоа. Да се подсетиме дека господјата Катица Јанева беше избрана со Бадинтер. Значи единствена наша забелешка која бараме да биде идниот шеф на обвинителството за организиран криминал, значи да биде, бидејќи се остави впечаток дека дуи на страна, ние го надминавме тоа, значи шефот да биде избран со Бадентер, како што беше избрана и господјата Катица Јанева. Значи ние не сме на страна, го следиме процесот, дури до сега и ние бевме, да речеме, целокупно вклучени во овој процес, како што реков дека и јас бев председател. Сосема кратко, Китев, дали е точно дека имате подготвено измени на Законот за јавно обвинителски службеници со кои се предвидува дека во случај кога нема специјален јавен обвинител, надлежноста врз вработените ќе ја преземе државниот обвинител? Немам таква информација во моментот, но она што го знаме е дека ќе се интензивираат разговорите со веројатно инклузивно со сите политички партии да се дојде до конечно решение кое што ќе го реши проблемот. Многу сме на кесме вечерва. Дали вакво решение би било прифатливо за вас?
кога би имало таков предлог, ќе се размислува дали ќе го прифатиме. Тоа се случува кога СДСМ ги злоупотребува институциите, како што злоупотреби институцијата специјалното јавно обвинителство, кое што ја користеше како инструмент за казнување, пазарење, притисоци врз политички неистомисленици со ова владеачко мнозинство и стана дувло во кое што непотизмот царува, има листа на роднини, на функционери од СДСМ кои што се таму вработени. За жал, тоа се случува кога СДСМ злоупотребува пустош. Не, мислам дека бегањето од одговорноста за 11 годишното владење се ја фокусираат на овој несреќен завршеток на специјалното јавно обвинителство кој што не и оди во прилог на ниту една политичка партија. ВМРО-ДПМН има огромна одговорност за сите состојби и всушност заради нивното владење дојде до формирање на паралелно јавно обвинителство. Не смееме да избегаме од суштината. Кампања очигледно во тек, одиме на реклами, па се враќаме во студиото. Добре дојдовте назад, влегуваме во завршницата на оваа емисија. Сосема на кратко, за да ги заокружиме претходните прашања, господине Исмаили, ќе почнам од вас. Постои ли, бидејќи се е очигледно прашање на волја, постои ли волја и желба кај партиите да се затворат овие се чини клучни прашања? Со 8 институции, конечно сите да добијат раководители и тие клучни сектори од државата да функционираат нормално и законот за јавно обвинителство кој што очигледно, иако не беше услов, сега станува услов и за она што го очекуваме до идната пролет од Загребскиот самит. Јас мислам дека во следниот период ќе се најде решение за законот за јавното обвинителство, затоа што, како што реков и предодно, дека опозицијата бара да биде првиот човек на овој сектор, да биде по предлог на опозицијата, затоа што се фаќат на тоа дека предходно сегашниот премиер, тогашен опозиционер, барал истото да биде, така да мислам дека нивно е право, легитимно е да барат, но битно е, според мене, законот треба да се носи, затоа што, како што и вие и ние заокруживме, дека има некои работи што мора да се завршат, бидејќи и овој закон спаѓа во реформските закони, а проблемот со 8-те, што ги набројавте, институции кои се без челници, односно без членови, па неопходно е да се таа работа да се надмине, затоа што не само што се судруваат институциите што имат проблеми, него не е добро за собранието да влезе во таков чаробен круг, би рекол, но ние се трудевме да ги објасниме соседите какви се во Комисијата за избори и именување. И тоа понекогаш ја осложнува работава за да се најде решение. Но ние како дел од парламентарно мнозинство стоиме на ставот дека треба да имаме на предвид да избереме во овие институции, бидејќи се битни институции, да се избират професионалци. Китев. До распуштањето на собранието, тоа е планираниот термин кој што го кажа презатлот Џафери 11 февруари, се надева многу порано, има можност да се решат овие горливи прашања кои што неоправдано остана нерешени долг период во собраниските процеси. Пешеска. Исто ја и претходно го искажав мојот став дека мора да се надминат партиите и да се решат овие клучни позиции. Сакам да му препорачам најтопло вака на колегата Китев и на позицијата дека мора да излезат од матрицата што ВМРО направи и својата неажурност и неодговорност во спроведувањето на реформите. Бевме сведоци дека имавте план 369, па стана 18, па сега најверојатно и 36 ќе стане, а нема да ги постигнете преамбициозните реформи кои што ги ветувате, затоа што токму така кој работи греши, но ние направивме грешки, затоа сме во опозиција, ама оставивме и многу зад нас сработено, многу проекти кои што требаше да ги продолжите. Вие немавте доблес воопшто да признаете дека нешто е сработено, но вие дојдовте со ветување дека ќе бидете подобри од нас, а сте 100 пати полоши. Рашид. Јас не верувам дека многу нешто битно, суштинско ќе се смени. Законот за јавно обвинителство.
Тоа што гледавме, реков и во самата комисија и во кулуарите на собранието, постои опасност закон за јавно обвинителство да ни се претвори во втор закон за амнестија, преку укинување на специјалното јавно обвинителство и преку погребување на целата висина што излегува од прислушкуваните материјали. Во однос на другите прашања што ги отворите, именување на директори, ние како прво немаме член во таа комисија, малку сме како тројца пратеници да наметнеме решение, но гледам дека владеачките партии немаат капацитет и тие прашања да ги решат и да ги дотургат. Последниот круг би го почнал со ова, сега се однесува наоколу дилемата се поприсутна во јавноста, бидејќи е очигледно дека ниту има време, ниту има волја, иако се отвараат некои дебати за промена на изборниот модел, но она што голем дел од јавноста, и стручна, и граѓаните го очекуваат и зашто никако не може да добијат одговор е зашто партиите се плашат од отворени изборни листи. Баш напротив. Може би сме единствена партија што јавно го понудиме тоа и го бараме. Не само околу тоа дали ќе одиме на избори со отворени или затворени листи, ние имаме и конкретен предлог и за промена на изборниот модел. Изгледа нема волја, нема вистинска и суштинска дебата за промена на изборниот законник во ова насока, само се води дебата во дистанца и преку телевизиски студија. Во однос на отворените листи, да, сме за тоа и мислиме тоа е многу потребно за демократизација на партиите, е потребно за демократизација на општеството, но и за нешто друго, ако дуина суштински како што тие се изјавуваат за соединување на опозицијата кај албанскиот блок, најдобриот начин и придонес би бил тоа да го прифаќат предлогот со отворени листи, пошто така и полесно се достигнува и до соработка и коалиции меѓу партиите. Господин Исмаил? Ние направивме анализи и според нашите анализи сегашниот модел од 6 изборни единици одговара на сите во Република Северна Македонија. Дали во принцип како граѓани, како етнички заедници, како регионални поврзаност единиците, односно 6 изборни единици, затоа што мислам дека овој модел ја представува Македонија во собранието. Дури и меѓународните организации што се занимаваат со изборите, како што се ОДИР, ОПСЕ и ФЕС, не пропорачуваат во изборна година да се промени моделот на изборите. Така да ние стоиме на нашиот став дека 6 изборни единици во Република Северна Македонија ја осликуваат реалноста и кога се зборува за отворени листи треба да ги видиме и примерите во околни држави. Например, ние во Косово имаше на 6 октомври избори. Денеска е 5 ноември, уште немаме резултати заради баш тој модел со отворени листи. Има ред проблеми тој модел што ги носи. Не е поради тоа. Прво е, се зголемува секој изборен циклус, се зголемува бројот на неважечките листи, затоа што е комплицирано на луѓето да им кажуваш или да им објаснуваш. Значи, тргнувајќи позитивен пример пак од Хрватска, каде што се функционира тоа многу. Тргнувајќи од таквите примероци, ние не би сакале да ги доведеме граѓаните или избирачите во состојба да трчат од 120 таму да изнајдат луѓето кои. Мислиме дека сегашната состојба што ние во државата ја осликува најдобро решението за да имаме балансиран по сите основи парламентот, за да имаме пратеници и од помалите и етнички заедници и од помалите места. Пешеска, очигледно е дека вие имате сосем друг концепт и јасно е дека трите партии го диктираат темпото на дискусијата и дека таа нема ни да се отвори, но она што дел од јавноста очекува, препорачано е и од дел од невладините кои што го следат, особено изборниот процес е отворени изборни листи. Да или не за овие избори? Идејата за
Зборувам за една изборна единица, не е добра затоа што сметам дека ќе се концентрира, би се сконцентрирало моќта на одлучување би се концентрирала во Скопје и во неколку поголеми градови во Македонија, со тоа би се намалила можноста па помалите места да добијат пратеници. Ние сме сепак за мнозински модел од 120 изборни единици. Такви модели имаат развиени демократии и тоа долго го применуваат успешно во своите земји, како што се САД, Канада и Велика Британија. И кој ќе во тие 120 изборни единици, кој ќе добие најголем број на гласови, тој станува пратеник, со што би се овозможило да се вратат пратениците од локалните места, изборни единици, општини од каде што доаѓаат и би се остварила поголем контакт, поголем импакт со граѓаните и мислам дека... Се извинувам, објаснете тој концепт и концептот на сите, сме правили околу тоа дебати, но прашањето е за или против отворени листи кои што пак ја отвараат можноста за влијание на гласачите директно врз изборот на пратениците наспроти редоследот кој што го утврдуваат партиските челници. Па за отворени листи мислам дека пак ќе се концентрира, првите места би ги добивале функционерите што се во врвот на партиите и сепак стоиме на ставот за овој мнозински, да речем. Мислам дека прво да дефинираме да работа многу е тешко да владеете во Македонија кога ќе наследите хаварисан политички систем. И тоа е така и во правосудството и во она што значи изборни модели, но она што сакам да видам јасно и прецизно сватено и од публиката и од тука присутните е дека денес премиерот имаше многу јасен и концизен став на тркалезната маса во собранието по повод евентуалното менување на изборниот модел. Има иницијатива од 15 партеници, меѓу кои што вклучени се и партениците од независната група на ВМРО-ДПМН за една изборна единица. Да, но и премиерот ретерираше од отворените листи, не сега, туку евентуално за локалните избори. Значи не ретерира. Го слушав излагањето. Да, премиерот вели сега да пробаме со една изборна единица, доколку постои политички консензус за тоа, а преференцијалното гласање да им го дадеме на граѓаните како можност на наредни локални избори за избор за советници. Сега, зошто имаме отпор кон отворените листи, но и кон, би рекол, менувањето на изборниот модел? Македонија има 3 искуства. До 94-та мнозински, 98-та комбинирано и од 2002 до денес е пропорционалниот изборен модел. Стравот најчесто се јавува кај раководството на ВМРО-ДПМН дека може да биде победен од локални играчи при евентуална отворена листа. Затоа што општинскиот комитет, пример на ВМРО Укочани, може да добие нивниот председател поголем број на гласови од, пример, да речеме, генералниот секретар на нивната партија. Всушност, отпорот за отворени листи и за една изборна единица го гледам таму. А второ, ама сега немаме време за дебата, меѓутоа отворената листа ја одбивте и вие денес, не ја отфрливте како можност. Отворената листа не е одбиена, ставена е како предлог. Сега ќе бидат на тест и ВМРО-ДПМН и сите останати да видиме како ќе се изјаснат кога ќе дојде законот во собрание. А вие каде сте? Ние сме за ова. Вашите стравови вие ги префрлате секогаш на нашата страна. Не, ги префрламе. Вие одбивате да зборите. Тие стравови вие што кажувате постојат во вашата партија. 11 години не спомнавте ни една измена за изборен модел. А мнозинскиот изборен модел кој што го форсирате е најнеправедниот изборен модел заради тоа што остава најголем број на гласови кои што не може да се трансферираат во пратенички мандат. Не е проблем да се Јас ќе очигледно ова е тема која што бара посебна дебата, но со оглед на расположението кај поголемите партии, веројатно во овој момент би била и безпредметна, а и немаме повеќе време во ова издание. Ви благодарам за вашето гостување, почитување вам, ви благодарам за вниманието.